Сестра Мето. Thank you, Meta. Your Excellencies, Ambassadors, ladies and gentlemen, dear guests, welcome. Allow me first to thank you for your presence here today. I am glad that you are here with us at this opening of the fourth Global UMD conference, which for the first time this year we decided to hold here in our capital, in our beautiful Macedonia. As you may all know, the subject of this conference 2013 is 100 years after the Treaty of Bucharest, and at the same time, just because this year 100 years have passed after this famous Bucharest agreement, we decided to organize it here in Macedonia. I'm happy that here among you present, I can see several people who have already attended our conferences in the past, and that I see here new people, new faces among you. I must admit that this is my favorite conference so far, not only because it's here in Macedonia at this moment, but because it's organized in Macedonia, the country of my ancestors, the country which I left 20 years ago when I was a high school student, and then I stayed to have my career outside Macedonia. I left Macedonia, but I didn't leave it totally. As you can take out the Macedonian from Macedonia, but you cannot take out the Macedonian from the Macedonian. I hope that I will not offend anybody, but the rest of my speech I will hold in English, because some of our guests here do not speak our beautiful Macedonian language, and everything that follows I want everybody to understand. Како што претходно споменав, многу сум среќен што сум тука, што се враќам дома и што сте сите вие тука присутни со нас. Особено сум горд и се чувствам привилегиран што ќе го споделам ова моје искуство со сите ОМД колеги, почитувани колеги, членови на бордот, на советите, волонтери. Благодарение на вашата посветеност и работа постигнавме толку многу минатите 7-8 години и знам дека тоа е заради вашата посветеност и напорна работа што оваа конференција ќе биде исто така успешен настан на UMD. Знам дека некои луѓе во минатото погрешно не разбраа и тоа како ние работиме во ОМД, но секој што знае што воопшто нешто за ОМД знае дека се што ОМД прави е работа и борба за правата на нашите луѓе на светот секој ден во годината. Ние имаме намера да продолжиме со таа напорна работа и посветеност, да го правиме она што веќе го правиме, уште од самиот почеток и она што сме најдобри, а тоа е да работиме за македонците, во име на македонците и нашиот народ. Ќе го правиме тоа бидејќи делата зборуваат погласно од зборовите и ќе го правиме тоа бидејќи тоа е правилното нешто што треба да се стори за Македонија. И затоа ќе продолжам со следнова. Потребот на Семакедонската светска заедница да биде обединета. Обединета е првиот збор во нашата организација, Обединета македонска диаспора. Причината за тоа е едноставна. Целта на ОМД од самиот почеток е да ги обедини македонската диаспора низ целиот свет. Зошто мислиме дека е тоа важно да бидеме обединети? Затоа што едноставно обединети сме посилни. Обединети можеме да постигнеме повеќе. Ако размислуваме се вратиме на нашата историја, ќе видиме зошто е важно да се биде обединет. Важно е дека секогаш кога не сме биле обединети, некој го злоупотребил тоа и не распарчил уште повеќе, не злоупотребил. Подели па владај е многу позната техника за нас македонците и сме го виделе тоа на дело и сме го преживувале на наша кожа.
Веруваме дека се уште постои тоа тука, и во минатото, значи и сега. Кога е можно? Сега, кога ќе речам дека треба да бидеме обединети, не мислам дека тоа треба да се тоа не значи дека секој македонец од диаспората треба да стане член на ОМД, иако немам против. Сакам да кажам дека треба да бидеме обединети, значи сите македонци во светот, без разлика од која организација доаѓаме, или од која идеологија или религија сме, треба да работиме заедно за следните 4 цели, во кои верувам дека сите ние ги делиме. Да се зачува и промовира и заштити македонското наследство и култура и нашиот прекрасен македонски јазик, да се зачуваат човековите права на македонците секаде низ светот, каде што може да се подзакана или повредени, дали е тоа Албанија, Бугарија, Грција или друга земја во светот. Трето, да се поддржи и да се одбрани Република Македонија, уставното име на Република Македонија, да се брани и негува македонскиот национален идентитет. Верувам дека сите веруваме во овие 4 едноставни цели, кои што се темелите на нашата организација. Мислам дека овие 4 цели се заедничка врска што сите ние македонци ја делиме, без разлика кои сме или од која организација доаѓаме. Верувам дека доколку ги ставиме, гледаме во иднината и она што е важно, сите ние, каде и да сме, од кај да сме, веруваме дека ова наша заедничка врска мора да остане силна за да продолжиме да постоиме како македонци. Other alternative for us. We owe it to our forefathers and we owe it to our children and future generations. To that end, and with this in mind, I would like to take this opportunity to call on all my Macedonians and brothers around the world to join us and work with us, or work without us, but not against us, for the accomplishment of these 4 common objectives that I believe all of us Macedonians have in common, because 100 years later, the Treaty of Bucharest still stands as a witness and a staunch reminder of what happens to us when we're not united. If we do that, we will contribute towards strengthening our common bonds as Macedonians. And if we don't, our people will condemn our actions and future generations of Macedonians will not judge us kindly. In conclusion, I want to thank all of you one more time for being today here to support the efforts of the United Macedonian Diaspora. UMD's goal to foster unity among the Macedonian people and to advance our cause and our issues would not be possible without your guidance and generous support. And I also want to thank all of my UMD colleagues one more time for all of their hard work and dedication and to tell them that I'm proud to be one of them. Thank you. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам прекрасна конференция. Благодарам, Столе.